пратениците на Левица во собранието доставуваат предлог измени за законот за финансирање на партиите за да се спречат и да се оневозможат досегашните нелогичности да продолжат да обстојуваат во демократскиот процес. Имено како што јавноста во последно време е запознаена дека постојат големи нелогичности во моделот за распределување на парите предвидени со државно финансирање за партиите, во кои практично партии кои немаат реален политички придонес во демократскиот процес да добиваат енормни суми. За што се работи? Како што знаете, во актуелниот закон се дозволува политичка партија со само 1% од поддршката во одредена општина, често и со само неколку десетици гласови, како што е случајот во помалите општини, да обезбеди годишен буџетски придонес кон партијата од 60.000 евра. Ова резултира со ситуации во кои партиите со минимално локално присуство и никаква политичка релевантност во државната политика да стануваат финансиски паразити во системот и функционираат како приватни фирми на поединци. Примери за ова има многу. Партии кои на локалните избори освоиле со само 30, 90 или 100 гласа, добиваат илјадници и десетици илјади евра од државата. Овој систем не ја поддржува вистинската демократија, туку ја подкопува довербата во политиката и ги демотивира граѓаните да учествуваат во изборниот процес. И нашите предлог измени се однесуваат на следното. Пресметката за финансирање на буџетскиот прилив кон политичките партии да се пресметува само според учинокот на парламентарните избори, за да се спречат овие досегашни нелогичности. За да биде поексплицитно за јавноста, пак сакаме да нагласиме на што целиме. Моментално има политички партии кои имаат речиси никаква локална поддршка помеѓу вашите заедници во вашите локални населенија. Тие партии добиваат само неколку десетици гласови, а потоа добиваат 70.000 евра. Во практични, пластични критериуми за разбирање, тоа би значило како еден човек да има фирма која има приход од 60-70.000 евра годишно. Тоа не може да го постигнат ни нашите мали фирми во Македонија во овие услови. Затоа сметаме дека со измените во овој закон, прво, ќе наидеме на поддршка кај мнозинството, за која сметаме дека овој пат треба да ја дадат за одгатнување на овој јазол. И втората причина е за демократизација на општеството, затоа што многу долго малите партии во Македонија на начин на кој што е конципиран нашиот политички систем, тие или стануваат пајтон партии на поголемите коалиции и така остваруваат цели за поголемите партии, а не допринесуваат до демократизација на амбиентот во Македонија, и од втора страна оние кои остваруваат енормни приходи врз буџетот на граѓаните, а немаат никаков политички агенс во државата.